Би сакал овој пат да ја започнам проповедта со еден интересен, но вистинит пример. Примерот е од Америка, се однесува на некој мало градче, каде што до црквната зграда, некој човек решил да отвори кафана. И знаете како е кога ќе се отвори кафана, најчесто гласна музика, особено навечер, се собираат многу народ, гужва, пеат, викат, па знае да се случи да има некакви непријатни сцени, пијани луѓе, ситуации кои што не се баш за гледање. И сето тоа некако фрлало лошо слика и на самата црква, а воедно и оневозможувало да црквата го има својот редовен црковен живот. Таа гласна музика знаела да прече, да прави проблеми. И верниците се чуделе што да прават. И на крајот црковните старешини решиле да објават пост и молитва. Рекле, ќе постиме и ќе се молиме, па Господ да ја реши ситуацијата со оваа кафана да направи нешто. И за чудо, случајно или не, баш во тој период додека постеле во текот на таа недела на пост што ја објавиле, еден ден се случило некакво невреме, имало грмежи, врнежи, и удрил гром во кафаната и кафаната изгорела до темел. Така да целата кафана била уништена. Сега ќе си речете, ова го решило проблемот веќе на црквата со кафаната. Јавно, ама кафанджијата тој разбрал дека црквата пости и се моли против неговата кафана и решил да ја тужи црквата. Ја дал на суд и ова е вистинит настан. И на суд се нашле старешините во црквата. И таму пред самиот судија почнал кафанджијата да се жали. Тој рекол, господине судија, јас, како чесен граѓаник си плаќав сите даноци за кафаната, си работев честно, поштено, но старешините до оваа црква решија да постат и да се молат против мојата кафана и видите сега Господ што направи. Заради тоа што поста и се моля, гром удри и ми ја изгоре кафаната, јас барам црквата да ми плати оштета. Кога судијата рекол, а вие што ќе кажете, ги прашал старешините, тие пак почнале да се правдат и рекле, господине судија, како може сега од нашиот пост, нели, кафаната да му изгоре? Од каде сега тоа? Нема тој докази дека баш постот предизвикал гром да удри. Како може тој да докаже, да утврди? Ние не мислиме дека постот е причината, не веруваме дека ради постот громот ударил и дека така му изгорела кафаната, така да ние се по некој начин оградуваме од вината за ова нешто, не сметаме дека постот е причината за ова. И ги слушал и двете страни судијата и рекол, да бидам искрен, јас сум сега некако во недоумица, сум збунет, бидејќи имаме една контроверзна ситуација. Од едната страна имаме кафанджија кој што би требало да е неверник и тој толку силно верува во постот и верува дека постот има сила да, дури и предизвика гром. А од друга страна па имаме луѓе старешини црковни кои што треба се верници, тие поупорно ме убедуваат и не веруваат дека постот има сила и може да предизвика гром. И рекол самиот судија, јас сега не знам што да правам и како да пресудам. Но навистина интересна ситуација. Ова ситуација покажала дека понекогаш неверните повеќе веруваат во постот и во силата на постот, отколку старешините кои што изјавувале не е причина постот. Може би сакале да се извадат и да не мора да плаќаат, но секако го наметнува прашањето, дали ние веруваме во силата на постот? Веруваме ли дека кога постиме и кога молиме, дека Божјата рака се задвижува и може да се случат дури и чуда? Ако ја читаме Библијата, ќе видиме дека имаме безброј такви примери. Еден таков пример, например, ако го читаме во Стариот Завет, поврзан со цар Јосафат, за кој што подоцна ќе го прочитаме, но таму кога цар Јосафат постил и се молил, бидејќи биле нападнати од броен непријател, Бог интервенира по таков начин што непријателската војска била уништена без воопшто тие да подигнат ниту еден меч, без воопшто да се замешаат во војна. И овде гледаме како постот знае да биде едно мокно оружје да ја задвижи Божјата рака. Минатиот пат, кога зборувавме за постот, имавме прва предавање, прва проповед.
повеќе се фокусиравме на елементите на постот. Но за нас може би многу поважно е второто прашање, зошто да постиме? Веќе јас дури и да знам како да постам и да постам, ако постам со погрешни мотиви, ако не знам зошто постам, тогаш сум ја промашил целта на постот. Затоа имаше потреба денеска од втора проповед за постот, која што всушност ќе ни одговори на тоа прашање. Како не треба да се молим и да постим, или кои се погрешни и правилни мотиви за пост. Јас денеска ќе набројам барем 3 неправилни мотиви, во кои што сите ние знаеме да заглавиме или често пати луѓето погрешно го разбираат постот. Еден од неправилните мотиви за постот е дека постот не диета. Значи, неправилно е да сметаме дека постот е само еден вид диета. Дека кога постам јас можам едноставно да ослабнам, па тоа ми е еден начин и како да си го ставам телото во ред. Но тоа не е главниот мотив, главната причина зашто постиме. За жал, често пати и кај нашиот народ, кога разговарам со некој човек, особено помеѓу православните верници, кога ќе прашам некој, добар, ти постиш 40 дена, зошто? И знае да одговори, да се прочистам, да си го прочистам телото. Знаеш, вели, добро е 40 дена да не јадеш ништо мрсно, ништо месо, се прочистуваш, знаеш, убаво е телото и си го прочистиш. И знаат често пати како објаснување многу луѓе да кажат, постот е еден вид диета за прочистување, за ослободување од телото, од оние што се нездрави работи. И вистина е дека постот, како нус производ, може би како една споредна придобивка, дека со себе носи и здравствени придобивки. Вистина е дека оние што постат имат и една таква придобивка, дека може да им помогне телото да биде поздраво, се ослободуваат од токсините. Науката покажала и медицината дека кога постиме, се топат кај нас масните наслаги, оние насобрани токсични, отровни материи се прочистуваат, па дури утврдили дека канцерогените клетки кои што се формираат во нас, кои што може да предизвикаат рак, за време на постот се соборуваат и тие. Тоа значи дека оние што постат имат многу помала веројатност да заболат од рак и многу повеќе да бидат здрави оние што редовно постат, отколку тие што не постат. Во Библијата дури имаме еден таков пример, каде што во книгата Даниел, тој и неговите пријатели били избрани во Вавилон да бидат дел од советниците на царот, и кога им носеле јадења, бидејќи дел од јадењата, особено тие со месо, биле жртвувани на идоли, тие одбиле да јадат од тие јадења и рекле, давајте ни на нас 10 дена, давајте ни само зеленчук и само вода. Па после 10 дена ќе видите, ако нашата ситуација е полоша, ние ќе јадеме месо, но ако е подобра, дозволете ни да се храниме така. И ако читаме, пишува, по 10 дена нивните лица изгледаа поубави и телесно дури беа и поздрави од сите други момчиња што се хранеа со царската храна. Царската храна подразбираше месо, или се оно мрсно, сите они работи богати на кои што ние се насладуваме, но не секој се здрави. И ова ни покажува како пример дека постот може да допринесе дури да изгледаме и поубаво и телесно да бидеме поздрави, иако тоа не е главната цел. Вториот, рекавме, ова е првиот погрешен мотив. Значи да разбереме дека постот не е диета, погрешно е кога постиме заради диета. Второ, постот не е штрајк со глад. Што значи ова? Често пати ние во нашиот ум, кога решаваме да постиме, мислиме сега со мојот пост и јас ќе го натерам Бог да ми го даде тоа што сакам. Често пати ние мислиме дека тоа е еден вид штрајк со глад во кој што доаѓаме пред Бог и сега на Бог му поставуваме ултиматум. Боже, или ќе ми го дадеш ова што го сакам, што ми треба, за кое што се молам, или ќе гладувам додека не ми го дадеш. Но ние не можеме со постот да го уцениме Бог. Не можеме да го натераме. Сега ја има да постам и мора да ми го дадеш. Знаете, познатиот индиски водач Ганди, тој прв го воведе и го направи популарен тој штрајк со глад. И ако сте слушале за него,
вероятно знаете дека тој со цел да предизвика некакви промени кај тогашната власт, тој знаеше понекогаш да земе штрајк со глад и не јадеше, се додека не се неговите барања не се исполнат пред тогашната власт или тогашниот режим. На тој начин тој сакаше да го омекне срцето на окупаторите, срцето на режимот и да ги натера да променат нешто. Сега, ние понекогаш го взимаме тој модел и мислиме дека и ние, кога постиме, ќе дојдеме, ќе штрекуваме со глад пред Бог, па на тој начин ќе му го омекнеме, ќе го смениме срцето на Бог. Но постот има за цел всушност да го направи сосема обратното. Постот не го омекнува срцето на Бог, туку има за цел да го омекне нашето срце. Да. Бидејќи ние, кога не постиме, понекогаш знаеме во овој свет, премногу да се оддалечиме од Бог. Нашето срце станува круто и нечувствително за Божиот дух. Ние се за жал оддаваме на материјалните нешта, премногу сме внесени во овој свет со нашите проблеми, грижи, трчаме по работа или сме по цел ден, не знам, пред телевизорот, занесени во нашите телефони и нашето срце се стврднува за Божиот глас, се стврднува за Божиите нешта, за Божијата волја. Кога ние решаваме да постиме, ние повторно го омекнуваме нашето срце и тоа станува чувствително за Божиот дух, за неговиот глас. Затоа постот нема за цел да го омекне Божиото стврднато срце, тоа никош не било ни стврднато. Постот има за цел да го омекне нашето срце. А ако ние го гледаме постот само како штрајк, тогаш верувате нема да го натераме Бог да направи нешто. Има еден пример во Библијата, во Дела апостолски. Непријателите на апостол Павле, кога разбра дека Павле станал христијанин, тие решија да го убијат дел од евреите и тие на постот гледаат како на еден вид таков штрајк или ултиматум. И тие одлучија, рекоа, нема се заколнаа, нема да јадат и нема да пијат се додека Павле не биде убиен. Значи тие го поставија постот баш како ултиматум. Нема да јадеме, нема да пиеме се додека Павле не го видиме мртов. Сега бидејќи Павле избега од нивната стапица и остана жив, јас не знам што се случи со овие луѓе. Дали сепак решија да јадат и се откажа од нивниот завет, од тоа што се заколна, или пак останаа верни на нивниот збор и на крајот од глад можеби умреле. Не верувам дека е дошло до таму, ама тие поставија таков ултиматум, мислејќи дека постот може да го направи тоа. Дури знам за еден пример, за еден пастор, мислам дека беше пастор од Србија, кој што одлучил пред Бог да пости се дека не го добие неговото барање. Тој дошол пред Бог и му рекол: Господе, сакам да ми дадеш дар на исцеление и ќе постам се додека не го добијам тој дар. И постел, знаете ли колку? Дури 36 дена не јадел ништо, се додека на крајот не колабрирал, не се онесвестил од истоштеност и морале да го однесат во болница и покрај тоа дарот не го добил. Ово ни покажува дека не можеме да го оценуваме Бог. Не можеме ние да му кажеме: Господе, или тоа, или ако не, нема да јадам. Бог вели: добро, тоа ќе прегледнеш, ако ти мислиш дека можеш да ме оценуваш или да ми поставуваш ултиматум. Постот нема таква намена или не е тоа мотивот за пост. И третиот, постот не е религиозен надпревар. Ти си постал 2 дена, јас ако треба ќе постам 3 дена да ти покажам дека сум подобар од тебе. Ти си постал 1 недела, јас ќе постам 2, па да видиш дека сум поддуховен. Не е тоа некаков религиозен надпревар, сега ние да покажеме кој може повеќе да пости, кој може повеќе да издржи без јадење или кој во тоа нешто поуспешен е. Дури не е ни за да добиеме некаков плюс пред Бог, да ни стави цртичка: добро, горе на ова недела постеше, ќе му ставам плюсче, си ја исполни нормата. Тоа е погрешен мотив. Скоро едно лице ми се обрати пред некој ден, баш тоа го објавивме постот. Може би тоа лице не е планирало да пости, но случајно му се случило тој ден од премногу обврски, цел ден го поминало тоа лице без јадење. И на крајот ми доаѓа и вели: јас денеска, пошто не јадев ништо од многу обврски, така ми излезе не сакајќи, може ли сега овој ден да ми се рачуна како пост? Значи, прашуваше дали може да си стави плюсче дека јас сепак си го исполнив постот.
Но гледате, кај тоа лице тоа не било намерен пост, тоа било од несакање, тој ден од трчање, од брзање, ти не си стигнал ни да јадеш, и сега дали да го рачунаме тоа пост? Не, тоа воопшто не е пост, тоа е погрешен мотив, ако јас сметам дека ќе го направам тоа за плюсче да си добијам пред Господ. Но, за жал, некои од еврејските водачи, фарисеите во тоа време постеле токму со таква цел, за луѓето да ги видат, да кажат, видите, овие луѓе денеска постат. И тие дури знаели да се фалат со тоа нешто, затоа Исус строго го укорнува ваквиот мотив. Исус строго и на учениците им кажува дека не смеат да постат со таква цел. И тој вели, кога вие постите, не бидете нажалени како лицемерите, зашто тие ги муртат лицата да покажат пред луѓето дека постат, сите да ги видат. Знаете, дури и оној фарисеот, кога ја спомна случката или примерот Исус за некој фарисеј и митник кој што се молеле во црквата, тој вели, имаше еден фарисеј кој што си велеше, Господе, фала ти што не сум како овој грешник пред мене. Знаеш, Господе, јас постам 2 пати во седмицата, дам 10 од се, јас сум многу духовен. Фарисеот дури се фалеше со овие работи. Тој сметаше дека овие работи може да ги пред Бог даде како доблест, како да се пофали, да ги наброи како негови достигнувања. Но Исус рече дека тоа всушност не му даде кредит пред Бог. Додека другиот пак велеше, Господе, биди милостив пред мене грешниот, Исус рече, овој вториот си замина од Бог оправдан, а првиот не. Веќе првиот го гледаше тоа само како фалба, религиозно достигнување. Боже, јас постам 2 пати во седмицата, видиш јас колку сум добар. Токму затоа нашиот мотив за пост не треба да биде тој. Не треба да биде заради некаква религиозна фалба или истакнување пред другите. Но ајде да видиме кои се тогаш правилните мотиви. Од кои причини Божиот народ во Библијата постеше. И не можеме да минеме тука повеќе примери. Едниот од нив е израз на тагување. Често пати ќе видиме во Библијата дека кога минували за одредена тага или загуба, Божиот народ решало да пости. Пример за тоа е цар Давид, кој што тагуваше поради смртта на Саул и неговиот син Јонатан. Запишано е во 2 Самуилова 1 глава. Исто така свештеникот Езра плачеше и жалеше заради престапите на својот народ. Читаме во Езра 10 глава. Вели, стана Езра од пред Божиот дом, тргна кон собата на Јонатан, но ќеваше таму, леп не јадеше, вода не пиеше, зашто беше настрпен, натажен поради престапите на преселниците. Така да овде гледаме постот или мотивот за пост може да биде заради тоа што нашата душа е натажена или нажалена. Постот исто така може да биде израз на покаяние. И ние го занемаруваме овој мотив на пост, но ќе видиме дека во Библијата тој мотив е многу чест. Например, еден од најпознатите што го спомнав и на минатиот пат е случајот со Ниневија. Знаете, Ниневија беше многу грешен народ, толку грешен град, што Бог го испрати пророкот Јона и рече, отиди и кажи дека овој град јас ќе го казнам. И Јона отиде и, ако не се лажам, 40 дена поред објавуваше дека Ниневија ќе биде уништен како град заради нивните зли дела, значи заради нивниот неморален живот. Но кога слушнаа за тоа нешто пишува, поверуваа ниневијците во Бог или во таа порака, прогласија пост и се облекоа во вреки мало и големо. И виде Бог дека тие се одвратија од својот лош пат, па се сожали. Гледате, постот на ниневијците Бог го препозна како покаяние, променет начин на живот. Ако ти си препознал во твојот живот некаков греф, ако си препознал дека во твојот живот има некаква лоша навика, порок, нешто со кое што се бориш и си сватил дека тоа не му е угодно на Бог. Може би, не знам, живееш во врска со некоја девојка и живееш невенчан. Може би живееш со некој момче или со некој маж. Може би
имаш некаков порок, може би имаш во срцето непростителност и горчина. Што и да е, може би најдобар начин е да вземеш пост, да дојдеш пред Бог и да дозволиш Бог да го очисти твоето срце, да го очисти твојот живот и да донесе промена. Постот е еден вид и покаяние. Токму затоа Бог знаеше да каже на оние луѓе кои што постеа, а нивниот живот беше непроменет, да им каже дека нивниот пост нема да го прифати. На многу места читаме каде што Бог вели: вие постите и молите, но од друга страна живеете во грев. И Бог вели: нема да го слушнам вашиот пост. Нема да гледам на вас кога вашите лица ги пренесувате пред мене намуртени или нажалени. Зошто? Затоа што Бог не гледаше вистинско покаяние кај нив. Тие од една страна постеа, но нивниот живот беше непроменет. На едно место дури, мислам дека беше во книгата на пророк Исаија, Бог вели: постот што јас го сакам, вели, раскинете ги врските, очистете ги срцата, пригледајте го, вели, сиракот и вдовицата. Таков пост јас сакам, пост во кој што ќе ми покажете променет живот. Со Бог јасно укажува дека на Бог не му е важна само надворешноста. Ние можеме пред Него надворешно да дојдем и да кажеме: Боже, јас денеска постам. Бог вели: на твоето срце? Во твоето срце овие нешто што се уште стоат. Во твоето срце гледам има се уште грев, непростителност, има гордост. Во твоето срце нема љубов за оние кои што се во потреба. Поминуваш покрај некој што е гладен, ти не си спремен да му помогнеш. Живееш живот себичен, во огорченост, во гордост, и ти сметаш дека со тоа што постеш ќе ме воодушевиш. Бог вели: промени го твоето срце. И третиот, може би најчест мотив поради кој што ние взимаме пост е молба, барање. Кога имаме некаква молба пред Бог, некакво барање, некаква потреба, ние решаваме да земеме пост. Сега, каква е таа молба, или тоа барање, или таа потреба? Тие може да бидат различни, и во Библијата гледаме дека често пати биле различни потребите за пост. Била различна молбата, барањето за пост. И ние ќе разгледаме неколку од нив. Тоа може да биде молба, например, за победа. Ако во мојот живот имам потреба од некаква победа, соочен сум со некаков напад, со некаков проблем и треба да извојувам победа, тогаш доаѓаме пред Бог со пост и молитва. Во Библијата ви спомнат дека еден таков пример е цар Јосафат, кој што се соочи со надмоќен непријател. И кога тој разбра дека ќе биде нападнат, пишува: Јосафат се уплаши, го сврте лицето свое и го побара Господ и објави пост во цела Јудеја. И вели: се собраа јудејци да молат за помош од Господ. Погледнете, Јосафат како цар, тој можеше да каже: готов сум сега, ќе не победат, ќе не утрпат, и да се разочара, да падне од депресија и да рече: најдобро да се предадеме. Нема излез, многу се помокни, надмокни од нас, што да правиме? И да се предаде, да всушност прогласи капитулација. Но наместо тоа Јосафат објави пост. Тој знаеше дека има сила во постот. И ако го читате исходот од ова нешто, ќе се запрепастите што Бог направи. Таму пишува дека Бог му кажа на Јосафат, кога ќе одат напред следниот ден да војуваат, му кажат напред да ги пушти свирачите и оние што се со харфи, со труби, им кажа: славете го Бога, трубете, свирете, а јас ќе ви дадам победа. И сега замислете, наместо со оружје, со пушки, со мечеви, да одеме напред со музичари. Замислите нашата војска ако се состои од музичари. Но Бог рече: вие славете ме мене, јас ќе ви дадам победа. И така и се случи, дека тие го славеа Бог, непријателот беше збунет и почнаа сами меѓу себе всушност да се убиваат. И на крајот Бог им даде победа, без воопшто тие да извадат меч, без воопшто и да ниту еден човек мора да самите убијат. Може да биде постот молба или барање за заштита. И понекогаш кога имаме духовен напад, дали тоа е демонски напад и го чувствуваме во нашиот живот, во нашиот дом, кај нашите блиски или во црква, најдобро е да земеме пост за Божја Даниел. Овде пишува, не е цитат од мојата сопруга,
Но имаме еден случај каде што цар Даниел реши да не се покори на царската заповед, бидејќи таа гласеше да престане да се моли. И тој не можеше да не се моли. Продолжи понатаму да се моли, поради тоа го наклеветија и царот мораше да го фрли во лавовска јама. Но царот многу го сакаше Даниел и тој самиот веруваше во неговиот Бог и не сакаше Даниел да биде погубен, а сепак не икеше да си го погази својот царски збор и заповед. И царот реши да пости, вели, отиде во својот двор, легна да спие без вечера, па дури и порача да не му доаѓаат конкубините. И тој постеше и молеше цела вечер, и утредента кога стана, се упади во лавовската јама да види дали Даниел е уште жив. И кога викна, жив ли си Даниел, тој рече, жив сум, да биде жив царе довека. Нели, и таму гледаме дека веќе Бог го избави Даниел од лавовите, им ги затвори устите на лавовите, за да тие не го изедат. Но царот постеше и молеше цела вечер за заштита на Даниел. Кога имаме некаква молба, постот може да биде и молба или барање за исцеление. Често пати постиме кога некој е болен. Особено кога некој е во тешка ситуација и е во критична ситуација, неговиот живот е во прашање, ние знаеме како црква да кажем, ајде да постим и да молиме за тој брат или за таа сестра. И овде имаме еден таков пример, кога детето на цар Давид се разболе, Давид вели му се молеше на Бога за детето и постеше 8 ја мина ноќта и дури легна на земјата. Не сакаше или на кревет да спие, на земјата лежеше, постеше и молеше. За жал, знаеме дека оваа молитва на Давид не беше услишана, детето на Давид сепак умре, бидејќи они од вас што сте читале, знаете дека Бог кажа заради неговиот греф, неговата непослушност, Бог реши на овој начин да го казни Давид. И ово ни покажува дека понекогаш кога постиме и молиме, не секогаш ќе го добиеме одговорот што ние го сакаме. Не можеме ние да го натераме Бог да ни го даде она што го сакаме ние, бидејќи Бог е сепак суверен. Но Бог ќе го подготви нашето срце, ако сме во пост и молитва, да го прифатиме тоа со смирено срце. Ќе разгледаме уште две ситуации во кои што или различни молби за кога постиме. Може да биде, рековме, пост за исцеление. Во Псалм 35 интересно овде ни се кажува дека цар Давид постеше дури и за исцеление на неговите непријатели. Вели, кога тие боледуваа, јас се облекував во врекиште, го истоштував и истоштував душата моја со пост и молитва. Ми се враќаше во градите мои, постапував така како тој да беше мој брат. По таков начин постеше Давид, дури и за оние вели кои што ме напаѓа мене, ако го читате псалмот. Постот може да биде за водство, откровение и мудрост. Значи, тоа е кога го ставаме во таа категорија на молитва или барање, не може да бараме исцеление, заштита, победа, но може да бараме и водство и мудрост. И ќе видите дека ова била честа причина за пост во Библијата. Па дури и Исус гледаме, кога донесуваше важни одлуки, Исус минуваше цела ноќ во молитва и во пост. Се сеќавате на моментот кога Исус требаше да избере 12 апостоли. Може би тоа беше една од најважните одлуки во животот на Исус. Исус требаше да ги избере оние кои што ќе бидат неговите најважни соработници. 12 апостоли се оние кои што беа темелот на црквата подоцна. Црквата, всушност, беше заснована на овие 12 апостоли. Тие ја изградија подоцна црквата. Тие го свртија целиот свет наопаку, пишува во Новиот Завет. И сега овие негови 12 најважни соработници, кои што требаше да ги избере од сите негови следбеници, пишува дека некаде околу 70 души во тоа време на почетокот беа негови ученици. Кој од нив би ги избрале? Сигурно за тоа ви треба Божјо водство, ви треба мудрост Божја. Исус со неговиот татко помина, со неговиот небесен татко помина, пишува, цела ноќ во молитва,
пред да ги избере учениците. И следното утро, вели, ги избра 12 апостоли. Исто така читаме кога апостолите бира и одлучуваат за важни работи. Кога тия трябваше да изберат мисионери, што ќе ги испратат во нови места за да го проповедат и носат Евангелието, тоа беше за нив важна одлука. И еве читаме овде, ќе го вратиме назад, вели, додека му служа на Господ и постоја, Свети Дух им рече: издвојте ми ги Барнаба и Савле за делото за кое ги повикав. И тия по постот и молитвата ги положија рацете и ги испратија. И овде гледаме, црквата требаше да донесе важна одлука. Кои двајца да ги испратиме да отидат на ново место и таму да бидат мисионери. Замислете ние денес како треба да одлучиме да испратиме пастор во Кавадарци или мисионер во, не знам, во некој град или во Албанија. И треба да одбереме кој да биде тоа. Наместо по-човечки да кажеме, па за тоа најдобра ни е Марија, нели Марија беше, во библиска школа, знае многу работи, или наместо да речеме тетка Цаца ќе ја пратиме, или Елена, или ќе имат жар. Нели е подобро да кажеме, добро, ние по-човечки согледуваме дека ќе нив има квалитети, ама ајде да се молиме да видиме што Божјиот Дух ќе ни каже. Тие одлучија, наместо да се подпират на својата мудрост за оваа важна одлука, одлучија да барат водство во пост и молитва од Светиот Дух. И Светиот Дух рече: одберете ми ги Савле и Варнава. И ги испратија нив. Затоа е важно, ова го спомнав и во црквата во Кавадарци, кога се соочувате со некаква важна и сериозна одлука во вашиот живот, како христијани, земете пост. Може би за некој од помладите таа важна одлука е со кој да се ожени. Може би некоја девојка нашла некоја убаво момче или обртно и сега си велише ова девојка за мојот живот или ова момче за мојот живот. Но пред да ја донесеш конечната одлука, бидејќи таа ќе е одлука за цел живот, таа е важна одлука, земи пост и молитва и бари од Господ да ти открие. Може би се одлучил да напуштиш земјата и како многу наши македонци сонародници да заминеш во Германија, во Австрија и си велиш: заминувам веќе другиот месец, одам и веќе не се враќам, таму ми понуди чичко ми работа, пријателот, не знам кој да е. Пред да донесеш таква важна одлука, ајде помини време во пост и молитва, барај Господ да ти покаже дали навистина тој сака ти да заминеш во таа земја, дали тоа е за тебе или пак сепак Бог има за тебе план тука во Македонија. Добре дојде, Лунка. Тоа се важни одлуки во нашиот живот. Многу христијани, за жал, еве можам да кажам одговорно, заминаа од Македонија без воопшто да поминат време во пост и во молитва да барат водство. Дури еден пастор ми сподели еднаш, мислам дека го имам кажувано овој пример, вели ми дојде семејството во недела, едно семејство кое што беа редовни во црквата, на кое што и се подпирав, ми рекоа: пастори, ние утре заминуваме за Германија. Извадивме карти, таму ни е се спремно, имаме договорено едно друго. И сега можеш ли ти да се молиш за нас, Господ да ни ја покаже неговата волја? И вели: што сега јас ке се молам за вас, вие веќе сте одлучиле, веќе сте извадиле карти, се сте испланирале. Која е поентата тогаш кога веќе ти си одлучил да бараш, или Бог да те води? Пред да одлучиш, помини време во пост и во молитва за сериозни одлуки. Тоа е еден од исправните мотиви за пост. И стигаме до последната причина кога станува збор за наша молба или барање. И ова е исто многу важна причина. За пост е духовна обнова и сила. Ке се случи повремено во нашиот живот, ќе почувствуваме, ние не сакаме да признаеме дека ние сме се оддалечиле, ќе почувствуваме како Бог да се оддалечил од нас. Дели ние секогаш така си велиме: Бог како да го нема, Бог се оддалечи. Но не се Бог оддалечил, ние знаеме да се оддалечиме. Но кога ќе го почувствувате, може би вашиот живот сувопарен, празен, вашето срце понекогаш изгледа суво, како да минувате низ некоја духовна пустина, емоциите ваши за Бог наеднаш оладиле, не ви се чита Библија, не ви се оди на црква. Може би е време да поминете во пост и молитва. Тогаш е време за една духовна обнова. И тогаш е добро време да кажете: Господи, јас сакам да поминам во пост, да те барам повторно Тебе, Твоето лице,
за да повторно го запалиш огнинот во моето срце. Постот и молитвата токму со таа причина се добри. И во Псалм 42 цар Давид можеби најдобро го опишува таа потреба и тој копнеш за Бог, велејќи како што кошутата, ние имаме дури една таква песна ја пееме, како што кошутата или срната копнее по водни извори, така и душата моја, вели, копнее по Тебе, Боже. Душата моја жеднува за Бог, за живиот Бог. И тој прашува, вели, кога ќе дојдам и ќе го гледам лицето Божие? Солзите мои беа леп за мене дење и ноќ. Гледате, царот Давид се излева својата душа во овој псалм и кажува колку неговата душа, неговото срце копнее за Бог. Понекогаш тој наш копнеш, ако сакаме да го разговориме повторно, еден таков копнеш, таков жар во нашето срце, потребно е да поминеме во пост и молитва. Ова се библиските причини, библиските мотиви зошто треба да постиме. Ние не постиме само заради тоа што така бил редот, затоа што календарски тоа се денови на пост се објавени, календарски сега има 40 дена пост или 3 дена пост, сите постат и јас ќе постам. Ако постиш без да ја знаеш причината, без да имаш вистински библиски мотив, тогаш е напразно гладување, напразно поминато време. Токму затоа е важно да го разбереме ова нешто. И за крај можеби сакам само неколку кратки совети. Луѓето знаат да поставуваат интересни прашања во врска со постот. Некојаш прашува, добро, ако постам, смеам ли дека постам да пијам кафе? Смеам ли дека постам да си правам, не знам, милкшейк? Смеам ли да си правам ова? Смеам ли да гледам телевизија? Смеам ли дека постам да играм фудбал? За мене не е прашањето дали смеам или дали не смеам. Повторно се сведува на мотивот. Да речеме, маж и жена одлучиле да поминат време на одмор или одлучиле да имат 10 дена меден месец. И сега, што мислите, има ли логика мажот да праша, добро, смеам ли за време на меден месец да си ги доведам со мене и другарите? Или жената да праша, смеам ли за време на меден месец да одам со другарките, не знам, на некоја конференција? Или мажот да рече, смеам ли за време на меден месец да си гледам по цел ден фудбал? Не е прашањето овде воопшто дали смеам или не смеам, него дали тоа е поентата на медениот месец. Медениот месец нели подразбира да поминат тие време заедно, уживајќи еден со друг и никој друг да не им прече, да го поминат времето заедно. И сега ако јас сум планирал да поминам време заедно, а воедно сакам и со другарите да видам, па и телевизија да си гледам, па едно и друго се губи поентата. Затоа овие прашања стануваат во врска со постот излишни ако ја разбереме поентата на постот. Ако знам дека постот е време кога сакам да бидам со Бог, да се фокусирам на времето со Бог, да ставам по страна се друго што е неважно, тогаш воопшто нема ни да ми доаѓа на памет дали јас смеам тој ден да си го поминам гледајќи цел ден телевизија. Не е прашањето дали смееш, не е погрешно да вклучиш телевизор да погледаш, не е погрешно ти да го отвориш телефонот да видиш што има. Ама ако ти планираш цел ден да си на телевизор, тогаш воопшто не пости. Ако планираш цел ден да си на Фейсбук, или ако толку не можеш без храна, па цел ден само мислиш на храна, тогаш не пости. Затоа е важно да разбереме што представува постот и на што се фокусираме. Тука завршуваме денеска со темата пост.